Добра вечер. 27 април 2026 започнува дневникот на КТВ. Како да се реагира кога секоја секунда е важна? Денес учениците и вработените во Општинското основно училиште Гоце Делчев во Кавадарци дадоа јасен одговор на ова прашање. Во рамките на успешно реализираната показна вежба за евакуација и справување со пожар, училишниот двор се претвори во полигон за демонстрација на подготвеност и координација. Ова акција спроведена во тесна соработка со територијалната противпожарна единица Кавадарци, Општа болница Кавадарци, Црвениот крст, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и ОВР Кавадарци, покажа дека кавадаречките институции работат како еден тим. Сепак, главниот впечаток од денешната вежба го оставија учениците. Низ огнот на симулираната опасност, тие покажаа детска храброст, присебност и, што е најважно, правилно дејствување во итни ситуации. Во училиште Гоце Делчев, во една од просториите се случува пожар. Пожарот кој што пожарот, самиот огнени стихии и чадо се движи многу брзо, многу побрзо од вообичаеното, така да од нивна страна, од страна на одговорните на училиште повикана брза помош, повикана противпожарна служба и повикани се органите на Министерството за внатрешни работи, така да по нивна интервенција ќе се определе први на лице место како доаѓа првото навално возило, се определува местото, се определува штетата, да се види проценка на лице место и се по нивно инструкции се делува. Значи навалното возило доаѓа прво, проценува и побарува дополнителни тимови или колку возила се потребни тренираат на лице место. По нивно барање, значи екипата што е во противпожарната единица кој се наоѓа, значи интервенираат со едно или со две возила, доаѓаат на лице место и останато ќе ви го оставам да го видите на лице место, значи како делуваме. Обично во ваквите објекти настануваме се поделуваме на повеќе тимови кои што имаме надворешен навале, внатрешен навале, би сакале тоа да го видите на лице место. Целата на ова вежба е да видиме и наставниот кадар и менаџерскиот тим на училиштето како ги подготвило, значи како прво своите вработени за начинот кој што ги спремале своите ученици и самите ученици да видиме начинот на во случај на елементарна непогода како дејствуваат на лице место. Во оваа вежба е добро се искористува и дечките кои што се членови на Црвениот крст, кои што они се претходно добро обучени и знаат дека во случај на елементарна непогода прва задача што ја имаат тие да му помогнат своите другарчиња доколку има потреба од некои повредени, без разлика дали тоа настанало од брзина на делување, дали тоа настанало по самата елементарна непогода, така да во оваа вежба ќе ги видиме и десно Црвениот крст како дејствуваат. Така да ќе ве замолам за мало внимание и мислам дека може да прогласиме вежбата да Успешна вежба, професионално изведена и од територијалната предпожарна единица и од нашата брза помош и сите институции, исто и од директорот на училиштето, полниот план за евакуација и заштита кој што го имат, одобрен од Дирекцијата за заштита и спасување и кадровото, односно наставниците кои што безбедно ги насочија учениците како треба да се понашаат при ваква катастрофа или избугнување на пожар. Морам да потенцирам да кажам дека Кавадарци е меѓу ретките општини за жал во Македонија каде што овие вежби ги веќе 9-та година поред активно со план ги спроведува. Тоа е благодарение на една сплотена соработка помеѓу Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување со кризи, Црвен крст, сето она што значи интерес на граѓаните на општина Кавадарци и како градоначалник, заедно со командирот на територијалната противпожарна единица и со овие институции кои што ги спомнав сите, никогаш не ги гледаме нашите разлики, него напротив гледаме да успееме и да стигнеме до она што значи ниво на заштита во секој сегмент на жителите, на нивните имоти и на материјалните добра на територија на општина Кавадарци. Сте го покажале тоа во многу примери и како стручен штаб или кризен штаб кој што е формиран на чело со градоначалник на општина Кавадарци и другите институции кои што се тука денеска присутни, функционираме безпрекорно и можам да кажам дека како
територија општина Кавадарци заедно со дирекција за спасување, со центар за управување со кризи, со Црвениот крст, стигнавме до фаза да сите наши институции кои се од колективен карактер, пред се образовните институции, предучилишното образование, болници и секаде ги имаме сместувачки капацитети, да сега веќе ние ги ставаме во дигитална форма, односно тоа ќе биде еден нов проект на општина Кавадарци, каде што сите објекти над 4 стамбени колективни единици ќе ги имаме во електронска форма со нивната архитектура. Што значи тоа? Оној план за заштита и спасување, кој што ги има во хартија, ќе го има територијалната претпожарна единица во софтвер и при не дај Боже евентуална дојава на пожар или било каква друга потреба, територијалната претпожарна единица ќе има во електронска форма архитектура на сите хидранти, влезови излези, пожарникарски пожарни скали, критични места во делот на запаливи материјали, плински уреди и се друго, за да можат професионално и навремено прво да извршат евакуацијата, а после да пристапат нормално и за санирање на самата елементарна непојава или на самиот пожар. Така да ја морам да се заблагодарам на сите овие луѓе кои што денеска се тука и ќе продолжиме во исти правец да нивото на заштита и кај децава и кај населението го дигнеме на што повисоко ниво со единствен интерес да немаме повредени, а не да е Боже нешто друго и материјалните штети да бидат на минимално ниво во општина Кавадарци. Во нашето училиште денес се одржа симулациона вежба за пожар, се со цел за да ја видиме подготвеноста не само на учениците, туку и на вработените за вакви непредвидливи ситуации. Може да ја прогласам вежбата како успешна. Наставниците заедно со учениците ги следеа безбедносните протоколи и планот кој го имаме за заштита и спасување. Сите и да ги пофалиме, значи и наставниците за континуираната едукација на учениците за оваа вежба да би се одвивала во најдобар ред и за брзо време беа евакуирани. Сите ученици, што е најбитно, немаше никаква паника, сите испаднаа на собирните места и затоа вежбата ја прогласуваме за успешна. Персоналот на училиште повика првата помош во со испомош од Десно Црвениот крст, кој што мислам дека добро си ја заврши работата. 10 се евакуирани, не се во значи со поголема опасност, само обични физички повреди кои што дополнително ќе бидат санирани во болницата, така да мислам дека дечките се евакуирани, дека се спасени и вежбата дека е завршена на време. Пожар кој што гледаме веќе нема чурежи, изгаснато страна на пожарникарите и со ова може да прогласиме дека вежбата е пожарот е изгаснат, а и вежбата дека е завршена. Ви благодарам на вниманието. Јавното предпријатие Градски превоз и Сдруженијето на пензионери Кавадарци ја продлабочуваат досегашната соработка. Денеска беше подпишан меморандум за соработка. Денес во нашите простории, во просториите на јавното предпријатие за Градски превоз, сме тука со председателот на Сдруженијето на пензионери на општина Кавадарци, се со цел да подпишеме меморандум за соработка, со кој меморандум ние ги дефинираме односно јавното предпријатие за Градски превоз Кавадарци и ја продолжува и ја продлабочува соработката со Сдруженијето на пензионери. Ќе напоменеме дека тие се наши едни од најредовните клиенти, односно ги користат бенефитите од одлуките на општина Кавадарци за бесплатно користење на градски и приградски превоз, а со самиот овој меморандум ја продолжуваме соработката и ја продлабочуваме со тоа што и понатаму ние сме тука за да им овозможиме услуга превоз за потребите на Сдруженијето на пензионери на општина Кавадарци. На територијата на општина Кавадарци има 7.500 членови на Сдруженијето на пензионери Кавадарци, кои ги користат бенефитите на градски превоз, јавно предпријатие за градски превоз Кавадарци. Денеска го подпишуваме овој меморандум за соработка помеѓу Сдруженијето на пензионери на град Кавадарци и предпријатието за јавен градски превоз. Овој меморандум за соработка е како резултат на успешната досегашна меѓусебна соработка и продолжување на добрата соработка и како резултат на субвенцијата која
од страна на градоначалникот и Советот на општина Кавадарци беше и изгласана и усвоена за користење на бесплатен градски и приградски јавен превоз за пензионерите на општина Кавадарци. Општина Неготино доби ново противпожарно возило и опрема. Возилото и опремата се донација од амбасадата на Соединетите Американски држави, а покрај Неготино идентична донација добија и општините Штип, Радовиш и Конче. Преку донација од амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија, општина Неготино обезбеди противпожарно возило и опрема за потребите на територијалната противпожарна единица Неготино, со што се зголемуваат оперативните капацитети, како и брзината, безбедноста и ефикасноста при потенцијални интервенции на терен од страна на неготинските пожарникари. На чинот на примопредавањето на возилото и опремата, кое се одржа во кругот на територијалната противпожарна единица Штип, покрај градоначалниците на општините Штип, Неготино, Радовиш и Конче, присуствуваше и свое обраќање имаше нејзината екселенција, веде амбасадорката на Соединетите Американски држави во Република Македонија, Никол Варнс, која ги потенцираше бенефитите кои ќе ги имаат пожарникарите од 4 општини кои добија возила и опрема. Присуството на настанот како градоначалничка на општина Неготино, Марија Нацева го искористи да се заблагодари на амбасадорката Варнс за донацијата, соработката и поддршката од амбасадата на Соединетите Американски држави, кои во случајов имаат значаен придонес за ефикасно функционирање на територијалната противпожарна единица Неготино. Присутните градоначалници настанот го искористија да одржат заедничка работна средба со амбасадорката Варнс, на која се дискутираше за предизвиците со кои се соочуваат локалните самоуправи. Во тек е обележување на хоризонтална сообраќајна сигнализација на неколку локации во Кавадарци. Службите на општината континуирано работат се со цел безбеден сообраќај како за возачите, така и за пешаците. Изведувач на работите е јавното претпријатие Паркинг Кавадарци. Сообраќајната инфраструктура во Росоман подкрената на максимално ниво. Градоначалникот на Росоман Ѓорги Крстевски информира за активностите кои се завршени или се во завршна фаза, како и за оние кои се отпочнати и доправа ќе се реализираат. Изминатиот период од еден месец се работеше на нови сообраќајни решенија на улицата Гоце Делчев и на улицата Стерио Несторовски. Проектот беше финансиран од Министерството за транспорт и врски преку Светска банка по детектирани проблеми со претходните сообраќајни решенија, односно го опфана она решение кај техничкиот преглед, односно влезот во Росоман, каде што не постоеше можност за вклучување на поголемо возило. Тука се направи новото решение сообраќајно, а воедно и во делот на општината се бележаа нови автобуски постојки за станување на автобуси, се бележаа пешачките премини, се поставија нови ПВЦ столбови, нова хоризонтална и вертикална сигнализација, односно се поставија нови сообраќајни знаци, воедно се поставија и 3 легнати полицајци на улицата Гоце Делчев, на улицата Стерио Несторовски се изработија исто така, се поставија ПВЦ столбови, се нацртаа нови пешачки премини, исто така и таму се поставија нови 2 легнати полицајци. Воедно се поставија и 2 камери за Safe City, кои што се уште не се во функција, но веќе се поставени, така да се очекува набрзо да бидат поставени, со што ќе се зголеми безбедноста на територијата на општина Росоман. Исто така, во делот на централното подрачје на општина Росоман, односно населеното место Росоман, се спушти подземја инсталацијата на Евана, исто така и уличното осветлување. Ќе настојуваме да се продолжи со реализација на овие проекти, со што Росоман ќе добие една поинаква слика, односно нема да има дрвени бандери, ќе бидат поставени улични канделабри и бетонските бандери, така да ќе имаме една сосема поинаква слика на општина Росоман. Воедно се заврши асфалтирањето на улицата во село Сирково, се заврши исто така асфалтирањето на улицата во село Манастирец. Во Манастирец се реализираше проектот преку Министерството за транспорт и врски и Светска банка, додека реализацијата на улицата во село Сирково беше од буџетот на општина Росоман.
Воедно се работи на експроприација за одводнување на бавчите, се реализираат повеќе проекти кои што дел се во изработка на техничка документација, исто така преку Министерството за локална самоуправа за намалување на диспаритетите се обезбеди нова механизација за јавното комунално предпријатие, а во очекување сме овие денови да излезе и проектот од Биро за регионален развој, каде што ќе овозможиме набавка на нови контењери за поставување кои ќе бидат во корист на граѓаните на општина Росово. И да не забравиме, се уредува дворот во храмот Света Тројца во Росово. Да, тоа е еден проект кој што заедно со граѓаните, со црковниот одбор и со општествено одговорни фирми го работиме да добие црквата едно поинакво каче. Од полноќ бензинот поскапува, а дизелот поевтинува. Согласно новата одлука на регулаторна, малопродажната цена на евродизелот се намалува за 2,5 денари за литар. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС95 и БС98 се зголемуваат за 2 денари по литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство се намалува за 1 денар за литар. Дваесет и седми април е политички монтиран случај од страна на претходната власт. Невини луѓе беа прогласени за терористи, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Тоа станува збор за политички монтиран случај од страна на претходната влада, случај во кој што според мене невини луѓе беа прогласени за терористи, невини за терористи, но тие направија одреден престап и требаше за тој престап за кој што реално го направија да одговараат. Но за жал тие одговара за тероризам, нешто што наистина беше невидено во тој момент. Што се однесува до другите информации од тој период, самите и обвинители, суди сведочат за фингирани процеси, за уценети и обвинители, суди, за политички наредби, како да се суди, зошто да се суди. Луѓе беа ослободувани од притвори за уши влечени да доаѓаат во парламент да гласаат за уставни измени, така што ова е еден, би рекол, тажен процес. А јас при еден мој говор во Македонското собрание многу јасно кажав и ќе го повторам тоа, дека како држава не можеме да одиме напред ако две работи во моментот не добијат јасен одговор. Првиот одговор е како КТЦ Јанева повторно ги задолжи обвинителите од така нареченото специјално јавно обвинителство да вршат терор врз македонските граѓани и одредени политичари. И вториот случај е да се дознае правата вистина за 27 април. Се останато е во рамките на правосудните органи. 9 години од крвавиот 27 април ги гледаме истите тенденции на заробената држава. Прес конференција на портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска. 27 април е тежок, крвав потсетник, колку лесно една криминална, недемократска власт може да ја втурне државата во провалија. 9 години од крвавиот 27 април, најцрниот ден во историјата на македонската демократија. Тоа беше организиран обид за државен удар во режија на ВМРО и Никола Груевски. Во собранието влегоа насилници со јасна намера да убијат пратеници, да повредат новинари и вработени во собранието, да го урнат уставниот поредок. Сликите од тој ден се врежани и после 9 години. Крвави лица на пратеници, дупнати глави, напади со шипки и столици, влечење, дивење и уништување во храмот на демократијата. А денешниот премиер Христијан Мицкоски тој ден беше пред собранието. 9 години подоцна, наместо целосна правда, сведоци сме на обиди за срамна рехабилитација на насилниците. По доаѓањето на ВМРО ОКГ на власт, осудени лица за 27 април се пуштаат од затвор со само еден потпис. Истовремено, истите луѓе и истите мрежи повторно се активираат. Бетмен Велит, обвинет за 27 април, денес заедно со Латас, се носителите на антиевропската кампања и нападите врз СДСМ преку Орбановата мрежа на медиуми. Јане Ченто држи пресконференција и се заканува со тужби. Контроверзниот разузнавач Горан Живаљевиќ, човекот кој беше во собранието на денот на нападот, останува символ на странското влијание во тие настани и набија. Повторно слушаме и за Сашо Мијалков и Никола Груевски.
Денеска истата екипа, истата банда, истата криминална матрица, истите луѓе, истите методи, истата агенда. Денес под водство на Христијан Мицкоски, Македонија повторно се турка кон заробена држава. Се бираат суди и обвинители под негова контрола, заробени институции, заробени медиуми, рехабилитација на насилници, линч и јавни напади врз опозицијата. Ништо не е сменето во ВМРО ОКГ. Тоа е истата структура која сака повторно да гази врз слободата и демократијата, да се пресметува со неистомисленици и да шири омраза и поделба меѓу граѓаните. 27 април, почитувани, не е само подсетник. Тоа е опомена. Опомена што се случува кога државата ќе биде заробена, но и обврска. Борбата против режимот, против насилството и за европска Македонија продолжува. Филипче прво да ја стави СДС на нозе, да престане да му слугува на Заев и да лаже. ВМРО ДПМН не е против ЕУ, туку е против лоши договори и неефикасни политики, кои се слика и символ на СДС, рече на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Венко Филипче секој ден повторува како неговиот став и на неговата СДС е членство во Европската Унија. За ова зборуваше и викендов во рамки на дебатата во Собранието, но тој како да не сваќа или не сака да свати дека слугувајќи му на Зоран Заев не може во Европската Унија. Брисел не бара и не сака само реторика дека некој ја сака Европската Унија, туку бара конкретни дела. А Филипче и раководството на СДС, кое е само марионета на Заев, знаат само да зборуваат дека ќе ја напуштат работата на Собранието во дебата за законски измени за укинување на техничката влада, се противат на законски измени за пратениците, да имаат само македонско држањанство и слично. Ваква реторика Брисел не сака. Брисел бара дела, бара работа на европски стандарди. А како може тоа да се очекува, кога единственото нешто што Филипче го знае е да ги тера старите политики на Заев, меѓу кои се и националните предавства. Филипче треба да го гледа сопствениот двор и да ја постави СДС на свој нозе. Не може човек кој ја води својата партија кон пропаст да се грижи за државата. Во меѓувреме, Филипче да сопре со лагите за ВМРО ДПМН и интеграцијата во Европската Унија. Граѓаните сакаат во ЕУ, но сакаат достоинствено, а ВМРО ДПМН токму тоа го реализира. ВМРО ДПМН не само декларативно, туку и суштински ја поддржува и работи на европската интеграција. ВМРО ДПМН е за достоинствено преговарање, јасни црвени линии и реформи што навистина функционираат, а не само на хартија. ВМРО ДПМН не е против ЕУ, туку е против лоши договори и неефикасни политики кои се слика и символ на СДС. Младите се иселуваат, а лажните патриоти во владата земаат бугарски пасош за Европската Унија, обвини на пресконференција Петар Огњеновиќ, член на извршниот одбор на СДСМ. ВМРО ОКГ одбива да го усвои предлог законот со кој се забранува двојно државјанство за пратеници, членови на влада и представници на извршната власт, и тоа да важи веднаш. Зошто? Затоа што половина од нив веќе имаат бугарски пасоши. Министри, градоначалници, пратеници, директори на јавни претпријатија од ВМРО ОКГ, сите тие се обезбедиле со бугарско државјанство. Доека јавно ги блокираат европските процеси и се представуваат како бранители на македонскиот идентитет, приватно си ги обезбедиле пасошите за себе и за своите семејства. Нивниот нов пристап кон ЕУ е едноставен. Земи бугарски пасош за неблиските и ете ти Европа. Доека шират пропаганда и лажен патриотизам, земјата ја водат луѓе со бугарски пасоши. Црна Гора е следна во процесот на европски интеграции. Договорот се подготвува за 2028 година. Албанија следна на листата за 2030 година. Македонија никој повеќе не ја ни споменува. Од Македонија прават слепо црево на Балканот и црна точка на Европа. Затоа младите гледаат само како да побегнат од земјава. После ова ненародна власт, во Македонија може да не остане никој. Ни камен на камен. СДСМ јасно бара. Законот мора да важи веднаш, законот мора да важи за сите, за актуелните пратеници, министри, без исклучок. Доаѓа времето на вистината, правдата и одговорноста.
Следуваат вести од спортот. Во првата македонска фудбалска лига се одиграа средбите од 29-то коло. Арсими како апсолутен фаворит го совлада Шкупи со 5-1. Во скопската пресметка за опстанок во елитата, Македонија Ѓорче Петров го совлада Работнички со 2:1. Во Струмица, Брера загуби од Битолски Пелистер со 0:1, а лидерот на табелата Вардар немаше милост за Тиквеш од Кавадарци и славеше со 7:0. Последните две средби од 29-то коло се одиграа денеска. Шкендија во Тетово играше со Башкими, а во дербито на колото Струга му беше домакин на Силекс. Во втората македонска фудбалска лига има многу непознаници за врвот на табелата, но сега се знае кои екипи се селат во понизок ранг. Фудбалските второлигаши ги одиграа средбите од 26-то коло во кое фаворитите не дозволија изненадување. Скопје славеше нагости кај Преспа во Ресен со 0:2. Охрид победи во Тетово кај Тетекс со 1:2, а Брегалница во Штип во пресметката на Истокот лесно ја доби Слога од Виница со 4:1. Шкендија од Рачиново минимално со 0:1 славеше на гостувањето во Гевгелија кај Кожув. Победа во Прилеп беше декласирана од Осогово со 1:8, а Новаци и Детонит Плачковица одигра без голови 0:0. Во дербито на Југот, Беласица славеше во Неготино кај Вардар со 1:4, а Саса во Каменица го совлада тимот на Големо Конјари со 1:0. На 4 кола до крајот се знае дека во понизок ранг ке се преселат екипите на Големо Конјари, Победа Прилеп, Слога Виница, Преспа Ресен и Вардар од Неготино. Во третата македонска фудбалска лига група Југ на програмата се средбите од 23-то коло во кое се постигнаа следниве резултати. Башкими Млекар 0:0, Влазними Јуниор Младост 7:1, Борец Питогули 5:0, Венец во дербито на колото го совлада Превалец со 2:0, а екипата на Росоман на домашен терен беше убедлива во дуелот со екипата на Бучин и славеше со 7:2. Изминатиот викенд во рамките на 6-тото коло од плейофот и плейаутот од машката ракометна Суперлига се постигнаа очекувани резултати. Во скопската преспретка, Вардар роденденската прослава ја зачини и со победа против Алкалоид со резултат 30-27. Во Битола, Пелистер го декласираше градскиот ракометен клуб Тиквеш со 44-23, а утре во вторник Охрид како фаворит ке го нагости Бутел. Во плейаут сегментот Прилеп очекувано го победи Радовиш со 40-26. Струга на домашен терен загуби од Куманово со 25-27 и само потврди дека ќе игра бараж за опстанок. Во дербито на овој сегмент Пролет тесно го совлада Еврофарм Пелистер 2 со резултат 27-25. До крајот на кошаркарскиот плейоф и плейаут остана уште само едно коло. Во рамките на четвртото коло од плейоф сегментот, Тиквеш Голден Игл во последниот надпревар пред своја публика ги разочара и оние малкумина гледачи кои до последно имаа верба во кавадаречкиот тим. Во Кавадарци славеше екипата на Кожув со 90-97. ТФТ како фаворит славеше тесна победа против Маđари со 85-82, а денеска својот надпревар ќе го одиграат МЗТ и Пелистер. Во плейаут сегментот, Чаир го совлада Феникс со 76-63 и го испрати во втората лига. Куманово се прости од своите навивачи со победа над Работнички со 90-73, а Ангели загуби на домашен терен од Гостивар со 80-94. Во втората лига, следната сезона ќе играат Феникс, Гостивар и Ангели.
Кај девојките на двата полуфинални дуела се играше мајсторко, односно трет надпревар. Крива Паланка ја оправда фаворитската улога и славеше на домашен терен против Вардар со 79-59 и обезбеди место во финалето. Македонија сепак ќе добие нов првак, бидејќи актуелниот Баскет Камп беше изненаден на домашен терен и загуби од Бадел со резултат 59-61. Па така, Крива Паланка и Бадел ќе разигруваат за шампионската титула во женската кошаркарска Суперлига. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Попладне ќе има повремен локален дожд и услови за изолирана појава на ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер, претежно од јужен правец, а температурата во интервал од 7 до 25 степени. До крајот на седмицата ќе превладува променливо облачно време со повремен локален дожд и во среда ќе има појава на нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи. Во четврток наместа ќе има пообилни врнежи, а поради продор на постуден воздух од север на планините ќе има услови за врнежи да преминуваат во снег. Ќе дува умерен до засилен северен ветер, а температурата ќе биде во значително опаѓање. Во петок и во деновите од викендот ќе се задржи посвежо време, а утринската температура наместа ќе се спушти под 0 степени. Ги гледавте содржините во Дневникот на КТВ. Благодарам што бевте со нас. Ви посакувам пријатна вечер.